Пролетниот дел од првата футсал лига ќе понуди голема борба за опстанок, каде неколку екипи се загрозени и ќе атакуваат на победи и освојување на бодови со цел да го изборат опстанокот. Нема да биде лесно ако се погледне на табелата и тоа што досега го одигра, екипите во есенскиот дел сигурно нека ги очекува жешка пролет. Шкупи една нота од табелата со 4 бодови пред скопскиот тим ќе биде многу тешка борба за опстанок. Мала Ексочти пак презимува на предпоследното место со 2 бодови повеќе, односно 6. Со по 9 бодови освојува открива палнака и дебитантот Балкан го делат 7-то место на табелата. Веќе останатите екипи ќе имаат полесна задача како Јувентус, Сарава и Клими, кои го делат 5-то место со по 12 бодови, Бутел кој е четврти со 13 бодови. Последните две екипи испаѓаат директно во втората футсал лига, па тоа значи дека во битката за опстанок најмногу се загрозени Шкупи и Мала Екс, како и Осогови Балкан. Во пролетниот дел ќе бидат одиграни 9 кола, а во игра се 27 бодови. Мала Екс е повратник во елитата, а пак Балкан е дебитант. Осогово кој лани се бореше за титула, а играше историско финале од Купот на Македонија, зад себе има многу лоша есенска полусезона и сезоната се сведува на опстанок во првата футсал лига. Ако за опстанок биде неизвестно и тешко, во трката за титулата сите работи зависат од есенскиот шампион проект. Непоразениот лидер кој има 9 од 9 максимални 27 бодови на добар пат да ја врати шампионската титула во своите редови. Актуелниот шампион Форца е на второто место, а се раздели со неколку од поискусните играчи и ќе биде во значително изменет лик, што значи тоа дека тимот од Куманово ќе очекува многу тешка борба за опстанок на титулата, а во случај сите работи зависат од проект. Третиот ќе ги има со 21 бод колку што има Форца која е втора. А тоа значи дека непоразениот лидер проект има 6 бодови предност пред конкурентите во трката за титулата во првата футсал лига. Шампионот на Македонија обезбедува излез во Европа, односно игра